Добро утро, Македонија. Во првото вклучување, за жал, се уште актуелна тема, но зборуваме за истото, одговараме на предизвикот во пренесување на најновите информации, тема пожарите. Последни информации неофицијални, според билтенот на Министерството за внатрешни работи, ќе се водиме според истиот информациите, се таму дека по 20 часот било пријавено дека е опожарена куќа во скопската населба Злокуќани, која што е под општината Карпош. Имено во текот на интервенцијата е побарано од Министерството за внатрешни работи да се исклучи струјата, да можат екипите на противпожарната бригада да интервенираат. Исто така неофицијално 3 куќи при гаснењето се исто така опожарени. Според некои првични информации, освен материјална штета, немало повредени, но сепак ќе ги чекаме најновите информации кои што денеска ќе ги има Министерството за внатрешни работи во тој поглед. За сега тоа се последните информации, но каква ни е состојбата на издржавата во поглед на пожарите, зборуваме со првиот човек на дирекцијата за заштита и спасување, господинот Стојанче Ангелов. Добро утро, вие сте на терен од рано утринава, ги проверувате последните информации, каква е состојбата со пожарите? Во текот на вчерашниот ден имавме најмалку 24 пожари на отворен простор. Од нив во овој момент активни се 6, но имаме два, би рекол, посериозни пожари кои што се одвиваат на поголема површина и со кои што борбата е потешка. Првиот пожар е пожарот на село Николич, кој што веќе е оддалечен од селото. Овој пожар не представува опасност за ниту едно населено место, тоа за почеток е добро. Гори пред се ниско квалитетна шума и трња или така наречен прнар, како што го нарекува локалното население. Високи трња по 2 до 3 метри, но даваат висока температура при согорување и тешки се за гаснење. Ветрот кој што постојано дува, бидејќи таму сум секој ден во околината на Николич, прави дополнителни проблеми затоа што го менува правецот на огнот и имавме неколку непријатни ситуации. Рано утро таму започнаа со жестока интервенција повеќе екипи на македонски шуми, поддржани со локалните пожарникари од Валандово, Гевгелија и Струмица. Воедно им помагаат и припадници на доброволното противпожарно друштво од Дојран, но истовремено имаме и пожарникари од Кавадарци кои што се придружна посада на пинцгаурите, затоа што таму и во текот на вчера попладнено и денес од рано наутро действуваат 4 пинцгаури на дирекцијата за заштита и спасување, кои што се управувани од припадници на МВР, од единицата за брзо распоредување со поддршка на водните пумпи на пожарникари од Кавадарци. Очекувате да биде ставен под контрола денеска? Со оглед на оваа екипа која што од рано утринава е на терен? Очекувам и секој ден го очекувам истото. Проблем е што на моменти кога веќе сме при крај пожарот да го ставиме под контрола, ќе дувне посилен ветер, ќе го смени правецот и повторно ќе ни избега во некој непристапен дел каде што пешадијата не може да действува. Од тие причини вчера го користевме ер-тракторот на дирекцијата, кој што е амфибија и полнеше вода од Дојранското езеро и имаше доста голема корист од него, затоа што овде му беше изворот на вода. Воедно користевме еден армиски хеликоптер со големо ведро од 3 тона, кој што исто така беше извонредно прецизен, бидејќи езерото е овде, налетите му беа некои 4-5 минути од моментот на полнење вода, фрлање вода до ново полнење, така што максимално ефикасно ги употребивме овие летала во текот на вчерашниот ден. Рано наутро, односно набргу, ќе полета уште еден ер-трактор на дирекцијата за заштита и спасување, а дополнително ги утврдуваме приоритетите, бидејќи и на територијата на Македонски Брод имаме непријатен пожар. Тоа е вториот кој што велите дека исто така се уште не е под контрола. Непријатен пожар кој што е многу тежок за гасење, кој што се одвива на тешко пристапни терени и кој што во суштина во неколку наврати го ставаме под контрол или целосно го гасеме, но потоа се појавува во близина, се појавуваат нови извори. Од тука си нашите сомнежи дека дел од овие пожари се намерно подметнати, бидејќи самиот кога се движам на терен, гледам некои нелогичности. Ова ми е 5-та година да одам на терен, да гледам како се одвиваат пожарите. Едноставно, би рекол, со ништо предизвикан, стотици метри понатаму се појавува нов пожар во некое
терен густ со растенија. Иако не можете да ги контролирате временските услови, не можете да ги предвидите, тие не ви одат како сојузник во целиот овој процес, сепак, со оглед на тоа дека метеоролозите најавуваат интензивен африкански бенан, особено ќе се чувствува веќе од четврток и кон следната работна недела, почнува во стартот од денеска, од оваа работна недела, можете ли да предвидите каде ќе биде најголемиот проблем во справување со пожарите? На располагање имаме алатката МАКФИС во Центарот за управување со кризи, која што врши сателитско мерење на сувоста на вегетацијата и ние однапред ги знаеме местата кои што се најризични од аспект на... Каде ќе биде најризично? За жал, поголемиот дел од територијата. Значи, централниот дел, почнувајќи од Скопје, па се долу до Гевгелија, и источниот дел и југозападниот дел, областа Мариово, Битола, Прилеп, кои што се многу суви, но затоа нашата цел е превенцијата. Дали со дополнителната опрема ќе одговорите на предизвик? Се разбира, нашата задача е да ги гасеме пожарите, за кои што повеќе од сигурни сме дека ќе ги има. Овој пат сме драстично поподготвени во однос на претходните години, бидејќи во дирекцијата има 34 односно 43 се извинувам возила кои што се специјално прилагодени за гасење на пожари. Имаме 5 хермилини со големи цистерни од 2 до 8 тона со собствени пумпи, 15 БТРи и 18 пинсгауери со цистерни, односно во приколката имаат резервоар за вода од 1,5 тон и уште 5 се во фаза на прием во дирекцијата, така што имаме навистина голема сила во споредба со минатите години, но сепак голем апел до граѓаните да бидат внимателни, бидејќи колку помалку пожари ќе бидат запалени, толку помалку работа ќе имаме, толку помала штета ќе има. Ви благодарам, посакувам лесна работа, се разбира, и посакувам граѓаните да бидат вашиот сојузник во справувањето со пожарите година. Благодарам. Тоа беше разговорот со директорот на Дирекцијата за заштита и спасување во првиот линк вклучување за денеска.